BIM технологијата не е прашање на избор, туку прашање на стратешки развој. Зошто BIM технологија е толку важна за државата? Клучот лежи во јавните набавки. Замислете државата во која капиталните проекти, училишта, болници, автопати се реализираат без грешки во проектирање, без непредвидени трошоци и без пробивање на роковите. Токму тоа го нуди BIM. Во земјите од Европската Унија, BIM веќе станува задолжителен услов за учество на јавните набавки. Тоа значи поголема транспарентност, помалку простор за корупција и најважно, домакинско трошење на народните пари. Прашањето денес е колку ние сме подготвени да го имплементираме овој стандард во нашите закони за јавни набавки. Дали нашите образовни институции, средни училишта и факултети произведуваат инженери спремни за дигиталната ера? Сведоци сме дека на архитектонскиот и градежниот факултет се прават сериозни напори за дигитализација на процесите. Студентите веќе не учат само да цртаат, туку да моделираат информации. Revit и Archicad се достапни бесплатно за образовни цели, а се повеќе се зборува и за специјализирани мастер студии и курсеви за BIM менаџери. Дали образованието го следи темпото на индустријата и кога можеме да очекуваме BIM да стане задолжителен услов за секој државен проект во Македонија? Може ли BIM да стане задолжителен дел од јавните набавки и дали државата треба да го наметне како стандард? BIM не е прашањето дали може, туку мора да стане дел од јавните набавки. Колку поскоро, толку подобро за сите, оние кои што се креатори на политиките, на кои што раководат со функции, мислам дека добиваат постојано погрешни информации. Не зборувам за ова, туку за сите претходни влади кои што досега сме ги имале лоши советници и лош фидбек од луѓе кои што или не се во проект вклучени во делот со проектирање, или недоволно знаеле за тоа. Најодговорно тврдам дека држава како Македонија, со населението што го имаме, со број на архитекти по глава на жител, едно најмногу во светски рамки имаме најголема, нема да има проблем со кадар кој што ќе се снајде во проектирање, затоа што и BIM како метод на работа, како процес е добар колку што е добар проектантот. Ако е како архитект, како градежен инженер, како електрик, добар, нема да има никаков проблем да се снајде во самиот софтвер и само ќе му биде од бенефит. Гарантирам и ги охрабрувам да истапат со ризик и да се воведе во Македонија за 3 месеци да се даде, 6 нека биде. Но да се направи тој чекор, законски решенија, пречки, тоа се отстранува. Тоа е метод на работа и тоа е поедноставниот дел. Верувам дека сакале ние или не, дека тоа ќе биде реалност од причина што целиме кон Европската Унија, кон стандардите, кон да кажам европските практики. Европската Унија во 2 директиви за јавни набавки од 2014 и 2016 година препорача на земјите членки да користат напредни дигитални технологии, со BIM технологија препознаена како лидер кај овие технологии. Се со цел, како што кажав до сега, да се добијат повеќе придобивки во изградената средина, значи од воопшто, од процесот проектирање, од изградбата и од одржувањето на објекти. А треба да кажам дека генерално е оставено на сите земји членки самите да го решат начинот на кој што ќе подобрат да кажам таа BIM имплементација, така да најголем дел од членките се одлучуваат за BIM мандат, односно прогласување на задолжителна употреба на BIM за јавни набавки. Имав можност да се информирам за тој процес каде што BIM е дел од јавните набавки во една од државите во регионот. Кај нас во моментов не е така, значи не е подготвена легислативата за имплементација на BIM технологијата, бидејќи BIM технологијата сака да фазите бидат поврзани во сите нивоа на проектирање на објектите. Примерно, изведувачот да биде вклучен во фазата на проектирање на самите објекти,
Ова е возможно за имплементација во легислативата, меѓутоа дополнително на ова ќе треба сите постапки кои што се во животниот циклус на градбата, прво почнувајќи од истрагите, па проектирањето, па изведбата, па потоа одржувањето на градбата, да бидат прилагодени во законот на градење. Значи да бидат компатибилни со принципите кои што ги практикува BIM технологијата. Кои се европските и светските искуства од примена на BIM во јавните набавки? Не само што може, туку мислам дека и мора, затоа што примерите во светот, како добри примери се спомнуваат често Велика Британија, Германија, скандинавските држави, кои што веќе го имаат воведено BIM, значи сега зависи нели која држава како, од некоја 2015-2016, ако не се лажам. Велика Британија го има воведено веќе за големите државни тендери, за јавните набавки, значи мора да се достави BIM модел. Со тоа нели се гледаат, да речеме, нема лажење, точно е дефинирано што каде се трошоците, колку време треба нештото да се изведе и така натаму. Ако некаде има застој или некоја загуба, значи точно може да се види каде е проблемот. Тука сакав да го спомнам и Сингапур, значи како водител во азиските држави, што покрај тоа што има воведено задолжително доставување на BIM при аплицирање за градежна дозвола, има воведено и од другата страна и софтвер за проверка на точноста на BIM моделот. Значи не го проверува човек, да речеме 2 недели, туку си имаат софтвер кој што за неколку сати, неколку минути може да провери дали BIM моделот задоволува или не и се добива многу побрзо решение за град. Ке го спомнам примерот со Велика Британија, тој е најизвикан пример познат во светски рамки. Значи Велика Британија потроши неколку години пред 2011 година да препорача, практично да најави BIM мандат во 2016 година. Значи во 2011 најавија дека ќе се мандатира BIM-от за јавни објекти и дадоа 5 години практично простор и на институциите и на приватниот сектор да се адаптира за да може да ги примени барањата кои што беа наведени. Со тоа што очекувањата беа дека на тој начин Велика Британија ќе заштеди околу 20% капекс опекс, ќе има заштеди во делот на капитални и оперативни расходи. Не би сакал да зборам точно за цифри бидејќи ги немам пред мене, меѓутоа од она што се сеќаваме дека уште во периодот 2013-14 година практично се забележани многу сериозни заштеди, така да веќе со стратегијата 2025 Велика Британија отиде многу со, да кажам, поспецифични барања од BIM-от. Значи заштеди 33%, намалување на емисии на CO2 и така натаму. Сега овие позитивни примери практично ги следеа и земјите од Европската унија, така да иако Велика Британија не е дел од Европската унија, сепак значи Европската унија инвестира огромни средства во развојот на BIM, во проекти кои што служат за да се доближи BIM и до јавните институции, меѓутоа и до корисниците. Ќе напоменам уште една работа. Во извештајот за состојбата на градежништвото во ЕУ од 2019 година се наведени дека доколку се случи забрзана дигитализација на градежниот сектор, повторно со BIM предводник на овие дигитални технологии, дека треба да се очекуваат од над 1 трилион евра годишни заштеди на ниво на Европската унија. Тоа се огромни средства кои што може да се пренасочат во други програми. Тоа е, предпоставувам, мрзеливост на некој што треба да ги, затоа што на цел свет е тоа проблем. И Норвешка го имала истото во 80-та година, најверојатно, ама денес конкретно е операта во Осло е завршена 3 месеци пред рок и од буџетот од 760 милиони е завршена за 40 милиони под буџетот. Дали може да замислиме кај нас некој објект пред време завршен и под буџет? А изгледа е лендмарк на светски во таа смисла. И толку прецизно да тој проект се работел 13 години. И не проектот, туку целиот процес траел толку. И е завршен за година и пол. Кај нас обратно се проектира година дена и трае изведбата 13 години. И треба само да го свртиме обратно тоа. Повеќе време да ги мислиме, да ги проектираме, а побрзо да ги завршуваме. Законодавецот не се сите стручни лица оние што ги работат законите и што треба да ги спроведат во таа смисла, како што рековте, се бара пентиум и бакалска вага за
да поседува градежната фирма BIM како начин на работа и посочува за како побрзо би можело да се изгради, така да тоа е сојузник во процесот на градба. А оној еден дел од проектантите кои што мене моливот ми е BIM и јас сум нема мене BIM што ќе ми помогне, се игнорантски однос кон оно што е се светски трендови во светот и бенефити што се добиваат од тоа. Апсолутно се независни тие два процеси. Како BIM помага во енергетската ефикасност и еколошката одржливост на објектите? Елаборат за енергетска ефикасност обично се прави, да речеме, на крај, кога ќе се сработи целиот проект, со сите материјали, сите фази, се прави елаборат за енергетска ефикасност, за да се види дали објектот задоволува или не. И малце нели проблем ако видиме дека не задоволува или нешто може да е подобро или полошо, да се враќаме наназад, се да коригираме. Тоа значи преправање нели во основи, пресеци, детали и така натаму. Додека пак со BIM програмите, таа енергетска ефикасност, да речеме дали задоволува или не, како што ние го градиме моделот, таа автоматски се пресметува. Значи се пресметува термичкиот коефициент на самиот објект, гледаме дали тој задоволува или не. Секој материјал со себе си носи одредени карактеристики, значи ние ги внесуваме, да речеме од техничкиот лист на производителите и со тие информации, нели, софтверот работи и автоматски ни прави калкулација. Значи ние додека сме уште во процесот на планирање, можеме да видиме во која насока се движиме, дали задоволуваме или не, каде може би треба да се подобриме и така натаму. Откако се видоа придобивките од BIM технологијата, имам чувство дека светот се обидува да ги реши проблемите кои што се наталожени во изградената средина преку BIM. Зошто? Затоа што структурата на оваа технологија, 3D модели во 3D средина со мноштво податоци овозможуваат прецизни анализи, овозможуваат прецизни симулации, се со цел добивање на најоптимални решенија. Така да, кога имаме BIM модел, многу е лесно да се пресмета колку е енергетската потрошувачка на тој објект, меѓутоа исто така е лесно и да се променат делови, се со цел да се добие најоптималната потрошувачка. Како да се едуцираат и малите компании за користење на BIM? Дали транзицијата кон BIM е исплатлива за малите фирми? Па да, малите компании обично, да речеме, работат од проект за проект и немаат многу простор, нели, за обука до обука или некој грейс период да се дообучат. Меѓутоа тоа треба да го гледаат и како предност за да останат конкурентни на пазарот и требало нели да ги совладаат овие нови техники, затоа што со BIM програмите, да речеме, ако двајца работеле одреден проект, сега еден човек може да го сработи истиот проект за дури и за пократко време. Така да можеби се и во предност, да кажеме, може да ги искористат овие предности, значи тој техничкиот дел, техничките цртежи, пресметките и така натаму, кои што дури викаме и се досадни и земаат најмногу време, би се автоматизирале и тие само би се фокусирале на моделирање на најдоброто решение. И сега обично нели на почетокот е скапо да се купи програмот, да се појача компјутерот и така натаму. Меѓутоа може да се користат бесплатни варијанти, да кажем, или некои лајт варијанти, што се поевтини, да се користи OpenBIM, да се користат предавањата што се одржуваат во комората на архитекти, или да се користат некои нели бесплатни информации на интернет што нели се достапни за сите, така да ги земеме во наша корист и да се дообучиме. Сите мои досегашни искуства со меѓународни компании работејќи на големи проекти. Не можам да замислам проект да се изработува без BIM технологијата. Мислам дека тоа на сите компании им е јасно, на сите инвеститори кои што вложуваат пред да речеме владини агенции, институции кои што вложуваат големи средства, тоа е јасно. Сега, малите компании, ако за големите компании ситуацијата е јасна, малите компании не значи дека се изоставени од целиот процес. Значи, BIM не е ексклузива само за големи компании кои што работат на големи проекти и заработуваат многу пари. Едноставно, софтверските решенија, зависно од тоа како се користат, може да бидат употребени и на помали и на поголеми објекти. Она што е круцијално кај малите компании е практично својот workflow да го направат, својот работен процес да го направат, да одговара BIM-от што ќе го употреба, да го прилагодат на своите работни процеси. Постои голем потенцијал за малите компании да соработуваат со големите компании на големи проекти. Особено ова важи за Македонија. Како BIM е вклучен во наставната програма на средните градежни училишта и градежниот факултет?
Дали нашите факултети произведуваат инженери спремни за оваа технологија или компаниите мораат сами да ги обучуваат од нула? За средните знам дека нешто има, се помрднува, некакви обуки и предавања се во тек. Дали е задолжителен предмет, не знам. За на градежен факултет знам дека е како изборен предмет и професорот Чурилов, кој што го предава, имаше излагање пред 2 дена, се во некоја прилично коректна фаза на спроведување. Повеќе проблем го гледам кај архитектите, воведувањето и спроведувањето на BIM технологијата. Мислам дека се предава, но тоа е на погрешен начин. Различни факултети апсолутно секако сите на свој начин тоа го разбрале и го пренесуваат, но некој од начините кои што ги знаме како да користат, да купиле кола, но ја користат со туркање без да ја возат. На некој таков начин се работи. Правилен начин на користење на BIM е исто важен дел и секој софтвер има многу предвидено за конкретната работа да се заврши во самиот софтвер. Не да се прави комбинација на различни софтвери, нешто правиш едно, нешто правиш во друго, нешто во трето. И на крај, кога ќе се освестиш дека истиот проект за истите пари си го нацртал 4 пати во различни софтвери за да добиеш во едниот 3D, во другиот да добиеш фази, во третиот да добиеш пресеци основи, во четвртиот да ги средиш како цртежи, тоа е апсолутно погрешно. Иако користат во мал процент некој дел од BIM-от, наместо да го користат цело во едно и еден модел да добијат на крај за објектот, ти одат на многу различни начини и тоа е малку хаотично. Во таа смисла, можеби треба да се направат некакви симпозиум или конгрес или семинари кои што ќе ги обучат предавачите само како да ги насочат младите кои што сега го примаат знаењето на правилен начин да им се предава тоа. Затоа што во желбата повеќе софтвери да ги научат, се ја губат смислата на целината која што треба да дадат еден производ кој што ќе биде на некаков начин спакуван. И во таа смисла мислам дека треба малку работа, но самиот дел како BIM не би имало проблем да се предаде и да го научат овие што ги и како техничари и како инженери после тоа што го спроведуваат целиот проект. За архитектонскиот факултет можам да кажам дека има воведено BIM, значи се учи BIM програм, BIM софтвер и има некоја мотивација да се продолжи да се користи и понатаму, значи проектите кои што се работат да се искористи нели тоа знаење од BIM програмот и одредени проекти да се изработат со тој процес, со тој програм. Според мене не е доволна таа обука, значи пак нели која ќе излезат од факултетот и која треба да се вработат, пак е потребна некоја дообука. Значи не е доволно тоа само од факултетот, секако потребна е дообука и можеби тука настанува проблемот. Меѓутоа нели најдобро се учи преку искуство, така да мора да се работи за да се донаучи. Генерално ќе кажам дека едукацијата во однос на BIM е на незадоволително ниво ако се земат во предвид образовните институции во Македонија, особено високообразовните. Што недостига? Недостига број на часови, значи треба да се зголеми бројот на часови за да може студентите кои ќе излезат од факултетите практично да бидат целосно спремни да работат во BIM. Во мојот случај ќе кажам, завршив на архитектонски факултет и практично уште од 97-98 година имавме BIM софтвер кој што до ден денес се изучува. Она што недостига е повторно бројот на часови, треба да се зголеми. За градежниот факултет знам дека се доста амбициозни, знам дека работат, дека имаат воведено BIM во наставата на студентите и дека таа бројка на часови дека расте. Мислам дека она што можам да го забележам е дека градежните инженери во моментов користат повеќе BIM отколку што тоа го прават архитектите. Така да градежниот факултет претпоставувам дека во скора иднина ќе може да се нарече слободно дигитален, односно BIM шампион во Македонија. Како вештачката интелигенција влегува во оваа сфера? Дали компјутерите наскоро ќе проектираат
подобро и побрзо од луѓето. Вештачката интелигенција и BIM, значи одат заедно, би рекла, не може едното без другото. BIM моделот, значи, ги содржи информациите, додека пак вештачката интелигенција работи со тие информации и ни ги дава анализите. Што значи тоа? Значи, ни помага да направиме анализи, да речеме, за светлината, за топлината, за вентилацијата. Сите овие работи ние да ги искористиме нели во наша предност за да направиме подобар проект. Не треба да се плашиме од вештачката интелигенција, нема да ни ја земе работата. Туку треба да ја искористиме нели во наша корист, да бидеме ние менаџери на вештачката интелигенција, да кажеме. Може да ја користиме пример за генеративен дизајн, значи ако треба на одредена основа да направиме некаков дизајн, со помош на вештачка интелигенција може да генерираме повеќе решенија и нели ние да го досредиме, да го одбереме најдоброто решение. Идејата е да ја користиме вештачката интелигенција за сите тие некои досадни работи што знаеме да ги кажеме, за некои пресметки, за анализи, меѓутоа пак архитектот, дизајнерот, проектантот е тој што одлучува кое ќе биде крајното решение, кое решение е најдобро, затоа што пак нели го има чувството на човечност, на емпатија и слично, што не може нели вештачката интелигенција да го замени. Сите сме сведоци на неверојатниот пробив што го има вештачката интелигенција, особено преку апликациите како што е ChatGPT, Gemini и така натаму. За вештачката интелигенција прво ќе кажам дека не треба да се плашиме од неа затоа што таа нема да ги замени луѓето, барем не во оваа сфера во градежништвото, затоа што на проекти мора да постои одговорност, исто така мора да постои носење на одлуки кога има повеќе избор, така да човекот нема да биде заменлив. Меѓутоа, она што е многу важно е дека за ние како одговорни професионалци да можеме да носиме правилни одлуки, ќе мора да ги користиме сите средства кои што ни стојат на располагање, за да работиме професионално и да донесеме исправни одлуки. И затоа мислам дека употребата на вештачка интелигенција и како ќе се зголеми, можеби нема да биде во вакви форми како што имаме сега единствено преку ChatGPT или преку некои други апликации за визуализација или слично. Потенцијалот е дефинитивно голем и јас сум искрено оптимист во поглед на спојот на вештачка интелигенција со нашата професионална пракса. Можноста да се прошетате низ зградата и пред таа да постои. Колку ова се користи кај нас за продажба на станови или за презентација? Тоа што најчесто го гледаме е дека BIM се користи при правење на рендери, нели на тие фини слики, фини презентации, кои што нели треба да бидат верна копија на тоа што на крај ќе се добие, меѓутоа често може да не личи така или да личи просторот поголем и слично. Знае да се користи сега нели од тоа што имам видено и virtual reality, нели со тие со наочарите, да речеме ние да влеземе во самиот простор и поубаво да го видиме. Сме имали такви проекти, тоа интересно било, баш на таков начин и можеби нели клиентот или инвеститорот да рече не го замислував нештото вака или слично, и додека сме уште во некоја почетна фаза да видиме што има замислено и како сака да биде. Често се користат и 360 тури, мислам дека се нарекуваат. Ги гледаме од компјутерот, таблет, од што и да влеземе како во самиот објект и да се шетаме низ него, да кажеме, тоа е мислам нешто почесто користено. И пак во однос на продажбата е покорисно бидејќи нели клиентот може често имаат проблем да си го замислат нештото како ќе биде, кога да речеме би влегле во самиот објект, полесно може да си го замислат и веројатно полесно е нели за продажба понатаму. Па мислам дека 3D визуализацијата се користи прилично одамна во делот на real estate, продажба станови и така натаму. Разлика е во тоа што се прави дистинкција помеѓу проектна документација, односно помеѓу проект и помеѓу 3D визуализација. Кога велам се прави разлика, тоа значи дека проектот е направен за потреби за градежна дозвола или во текот на градење и подоцна сосема независно се прават 3D модели кои што треба да го прикажат просторот во 3D. Нормално презентиран на најубав можен начин. Меѓутоа, убавата работа е што BIM технологијата ги обединува двете работи. Значи, во еден BIM модел имаме и проектна документација, имаме и 3D презентиран проект, односно модел. На тој начин, тој модел представува single source of truth. Значи, еден модел кој што се употребува за повеќе намени во контекстов и за 3D визуализација. Дали вашата компанија веќе има успешни примери за примена на BIM технологијата? Благодарение на визијата на менеджментот на фирмата кај што во работам масовни инженеринг, пред веќе 9 години прв пат пробавме. Со BIM претходно работевме проекти во 3D, но 3D не е BIM. BIM е многу повеќе информации се за објектите.
на почеток не ја гледавме толку голем. Да, се беше подобро, ама не до толку подобро, затоа што и софтверите пред 9 години не се како денес, кога нешто под наводници ќе заглават проектантите. Имаше порано AutoCAD Библија, и таа беа книги, така се викаше AutoCAD Библија, и таа е 1500 страни. И додека го најдеш проблемот како да го отстраниш, проаѓаше време. Денес за секој проблем со кој што би се соочил проектант, има YouTube туторијал, дури и Shorts, Reels и Shorts, и кој што во 5 секунди ти кажува тоа треба така, и веќе после тоа знаеш. Конкретно во компанијата кај што работам во масовни инженеринг, имаме многу голема поддршка од менаџментот за воведување на нови технологии, конкретно за BIM. Колегите кои што сме проектанти, сите го користиме, затоа што ние и изведуваме и проектираме, генерално за себе. И е многу лесна ни е комуникацијата меѓу себе, затоа што знаеме со ознака на конкретна греда на која греда мислиме. Не е тоа ваму и таму и ова и она. Па во таа комуникација се губи и време и има недоразбирање. Градежните инженери, поддршката од соработуваме со градежен факултет и во таа смисла архитектурата и градежништвото секогаш не се спакувани во еден модел. Ако нешто тие поместат, се поместува и кај нас. И ние го гледаме тоа за да може да се прилагодиме на конструкцијата, например. Поголем дел би охрабрил и би порачал дека има доста интерес за другите фази, водовод и канализација, електрика, машинство, кога има фирми кај нас кои што користат BIM и тоа ме радува, но повеќе се во делот на машинството. Кога би ги имале, тука малку е проблематично да ги усогласиме овие фази, некогаш успеваме, некогаш не. За жал, би сакал јас еднаш да видам комплетен BIM проект, да не фали дури енергетската ефикасност кога ги исцртувам зидовите, да биде вградена и внесена и да имаме автоматски аутпут на резултатите кои што би ги добиле, кои што ќе ни покаже за колку треба да посветиме на ладење и грејење, тоа да биде во еден систем, ќе имаме огромни заштеди нормално и во самото користење на објектите понатаму. Затоа што BIM тоа го возможува. BIM не завршува со завршувањето на проектирањето или со завршувањето на изведба. BIM продолжува после во BMS, во автоматски, например, во различен дел од денот автоматски да се палат, да се гасат светлата во зграда, да се штеди во таа смисла да биде врзано во текот на ден, затоа што летно време сонцето заоѓа во 8, а зимно време во 4 и тоа може автоматски да се тие параметри да се стават и објектите на тој начин да и во користењето да имаме бенефита, не само во таа првична смисла. Многу имаме придобивки во изведбата, во комуникацијата и со изведувачите кои што ги имаме и во самиот дел на завршните фази, условно кажано, е многу полесно кога знам денес што се работи, како треба тоа да изгледа, дури јас како некој кој што не ми е мој дел, електриката или машинството, мене ги гледам во проектот како треба и до каде се на крај изведувачите. И е многу поедноставно за да можам да ги планирам. Следните фази да ја организираме фирмата, оние гантограми кои што не се познати, многу полесно се спроведуваат. Има до цена на чинење на конкретна греда и колку чинат шрафовите во таа греда и на кој ден во колку часот се планирани да се вградат и зошто не е вградена на крај на денот. И тие се бенефити што се од огромна важност. Во 2025 година отворив сопствена пракса, се со цел да користам BIM, затоа што верувам дека BIM-от е технологија на иднината и исто така имам силни афинитети кон дигиталната технологија. До сега имав среќа, имав можност да работам на големи проекти за земји како што е Австрија, Германија, Швајцарија, Велика Британија и на истражувачки проекти, особено во делот на дигиталните
градежни дозволи. Меѓутоа би сакал особено да го истакнам искуството, значи соработката со компанијата Intelligent Network Solutions, тоа е македонска компанија, 100% македонски капитал. Оваа компанија испорачува дигитални решенија кои што служат, меѓу другите работи, за проверка на BIM моделите дали се изработени согласно градежната регулатива. Ова решение беше имплементирано во Дубај во периодот од 2020 до 2022. Сега се имплементира во Бахрейн. Има уште многу други вакви случаи каде што нивни решенија се имплементираат. Генерално продолжувам да го искористувам BIM колку што е можно и знаењето што го имам на иновативни проекти од областа на BIM-от. Имаме успешни примери, меѓутоа тие не се во странство во моментов, иако и во Македонија имаме користено BIM технологијата, меѓутоа само иницијативно, заради тоа што сме го стекнале тоа искуство. Имаме примери во Германија со разработка на конструктивни елементи, со BIM компатибилни софтвери, таму веќе подолго време во имплементација BIM технологијата, како и во земјите на регионот имаме работено на договор, каде што обврска ни беше примена на BIM технологијата на една од фазите, каде што се стекнавме со значително искуство за овој тип на објекти. Во Македонија во моментов не се применува BIM технологијата во легислативата и проектирањето се одвива по други принципи, односно оние кои што ги налага Законот за градење. Сум била дел од неколку BIM проекти, да кажеме. Најчесто тоа биле стамбени згради, би рекла, значи што нели знаеме да кажеме дека BIM се користи за големи објекти, меѓутоа и за стамбените згради се крати времето за изработка, се кратат трошоците, подобро сме организирани и слично. И тука сме имале доста успех, значи сите фази кога работат на еден централен модел, без разлика дали е на стамбена зграда, дали е на голем објект, можеме да видиме дека сме во предност. Овој последните 9 години немаме проект кој што не е во BIM. Дали е само архитектурата, дали е архитектурата и градежништвото, дали се некои од другите фази, но генерално дури архитектурата имаме 3D модел, на тоа можеме да ги додаваме другите фази како надворешни фајлови и екстерни, на кои што пак може да се согледуваат многу полесно отколку кога би било на традиционалниот начин. А кога би ги имале и овие фази дури сработени во BIM, сето тоа ќе биде поедноставно. Но во градежништвото нормално архитектурата и конструкцијата се главните носители. И тие можам да кажем дека 90% од работата ја завршуваат, другите фази лесно би ги прилагодиле, како на ниво на држава, многу лесно би се прилагодиле другите фази во кога го има ова главниот дел. Има начин на колаборација, например, за BIM, што е фантастична работа. Во сегашниот метод, еден проектант може да работи на една основа и толку, а во BIM може во исто време на истата основа да работат различни луѓе на различни работи. Завршувањето на проектот не е едниот работи па другиот чека да го добие фајлот од како овој ќе заврши, него паралелно може да работат сите и на крај да пуштат clash detection, како што се вика детекција на судири и автоматски софтверот да им пријави каде има недостатоци, кој канал вентилационен удира во која греда и како треба да се направи премостување, затоа што тие поместувања, посебно во конструкција, се ужасно скапи и не треба да се случуваат. Овдека е многу транспарентно сето тоа и многу лесно се отстрануваат грешките. Заклучок и порака. За да може да просперираме како држава и како поединци, како професионалци, не смееме да се плашиме од новитетите, особено од дигиталните технологии кои што докажано се напредни, како што е BIM технологијата. Таа треба да ни даде конкурентска предност, да се искористи потенцијалот што оваа земја го има, за да може да оствари не само приход, туку да му оствари пробив со сопствени решенија, услуги на меѓународниот пазар. Што се однесува за домашниот пазар, инвеститорите треба час поскоро да почнат да ги бараат овие технологии, а компаниите кои што испорачуваат, значи проектанти, градежни компании и компании кои што одржуваат, мора час поскоро да ги имплементираат овие нови технологии за да се направат заштеди и да се добие она додадена вредност која што дигиталните технологии ја овозможуваат.
Не треба да имаме отпор кон новите работи, значи BIM процесот е тука да ни помогне, да ни ја олесне работата, сите фази да работиме заедно, кога би дошол некој проблем, да не ја бараме каде е кривицата, туку заедно да го решиме проблемот додека е уште во фазата на планирање и дизајнирање. Не треба да имаме отпор кон новите работи, значи BIM процесот и не е некоја нова работа. Можеме да видиме според позитивни примери од другите држави, дека се намалуваат трошоците, се намалува времето на изработка, се зголемува ефикасноста, дури за некои 30%, значи има некои истражувања. Инвеститорот често пати е позадоволен затоа што си добива верна копија од објектот, крати на непредвидени трошоци, точно знае што кога е изработено и точно знае каде се, да речеме, потрошени неговите пари. И на крајот и клиентите се позадоволни затоа што можат да го увидат нештото што треба да се изработи, ако треба ако е за продажба, можат да го видат како нештото би изгледало, а и на крајот на денот сите дизајнери, сите се проектанти се позадоволни затоа што се поусогласени и нема загуба во информации, нема недоразбирање и слично.